Здраво дечки, во последно време, во последниве неколку епизоди нон-стоп трубам како треба да изгледат колите опремени во стандардна опрема во 21 век. И конечно денес имам можност да ви го покажам. Ајде да видиме. Многу е битно во стандардна опрема да имаме инфазабавен екран или во моментов имам 8-инчен екран кој што можам да го поврзам со мојот телефон. Тоа е многу битно бидејќи тука можам да ги гледам сите можни мои повици, пораки, се што ми стига како нотификација или ако сакате гледате навигација, но од друга страна најбитниот елемент паркинг камера и паркинг сензори, а паркинг камерата ја гледам преку овој екран. Друг многу битен елемент кој што мора да го имаме, особено во ладни и студени времиња, грејачи на седишта во стандардна опрема. Да, молам. Друго нешто за да биде современ автомобилот во стандардна опрема треба да има, за мене, дигитален дисплеј пред возачот каде што ќе ги гледаме сите можни информации за возилото, а конкретно тука имам 3 дисплеја. Друга работа, за да гледам некои информации треба да имаме и безбедносни системи. Односно, тука имам систем за задржување во лентата кој што можам да го активирам во секое време. Имат исто така автономна кочница и уште една можност, покрај темпоматот можете да одржувате и растојање од возилата пред вас. Друга битна работа, многу битна работа за мене која што нон-стоп ја спомнам. Автоматски светла, но исто така автоматски долги светла. Така да одиме на следната работа сега. И за крај, за сето ова што го кажавме во стандардна опрема, мора да бидеме сигурни дека сето тоа ќе функционира. Или дека треба да имаме добра гаранција. Во моментов тука имаме 10 години гаранција, бидејќи станува збор за Toyota. Во оваа епизода возам Toyota Yaris Cross по втор пат, бидејќи како што сативте, ова е стандардната опција, стандардното ниво, или они како што го кажуваат фенси, јас го кажувам фенси шменси. Другото видео кој што го возевме, односно другиот Yaris Cross, можете да го погледнете тука, и тоа е со многу повеќе опрема, но она што мене ми се допаѓа што во стандардно ниво имате многу опрема и не ви треба ништо друго. Сите други елементи се буквално идентични, бидејќи нема никаква измена, стана збор за истото возило. Овој под оваа даска можете да регулирате на 2 нива, што е супер. За жал нема закачалки, има само куќи. Под неа, тука под оваа даска има простор за резервно тркало и сет за репарација има во моментов. Другите работи позади. Тука исто така нема никакви измени. Се што сакате плюс, дали се кожни седишта или некои други елементи, само треба да ги доплатите. Сето ова сега што го гледаме го видовме во другиот Yaris Cross, истиот простор, истите елементи, низок тунел, имате простор доволно, нормално сега не е големо фамилиарно возило, но има сосема доволно простор за двајца. Тука овој дел се спушта, имате простор за 2 шишиња, одоздола нема USB портови, што е штета. На предниот дел, како што видовме сега, има доста опрема. Единствено што не видовме, односно што не ви кажав е дека има доволно голем број на остави и сега веќе може да почнеме да го возиме, бидејќи ова во стандардно ниво има и некој друг мотор за разлика од другиот Yaris Cross кој што го возев. Ајде сега да видиме. Toyota Yaris Cross, фенси шменси. Океј, нивната опрема се вика фенси, а јас си го викам фенси шменси, бидејќи стварно во оваа стандардна опрема нуди многу работи, што така и треба да изгледа еден современ автомобил. Особено денес кај што цениве отидоа многу високо во плафон, треба да ни се возможува и добра опрема, а Toyota стварно тоа го нуди. Ова не е платена реклама, ова не е замолено или не е дека јас нешто добивам, стварно го кажувам искрено, бидејќи реално така стоат работите. Сега има еден друг момент, сигурно тоа ви е прашањето околу перформансите, дали ова доаѓа со хибриден погон? Не. Во оваа стандардна опрема доаѓа со 1,5 3 цилиндра бензински мотор без турбо. Овој ист мотор го возев во Королата, го возев исто така и во Ярисот. Многу добар мотор. Многу интересно тоа што кај него, за разлика од неговите конкуренти, е малку поголем, односно 1500 кубни сантиметри, и тоа му возможува да има подобра потрошувачка. Реално, ако внимавате, ако возите како бабичка, може да се спушти, и јас успев да спуштам до 6,5 литри во град. А од друга страна, ако не внимавате, ако го возите најнормално во град, во гужва, стварно може да се стигне до бројка од 7 литри максимална, и е тоа стварно многу добра цифра во поглед на потрошувачка. Во поглед на моќност,
моторов стварно нуди. Интересно е што нема никогаш да почувствувате недостиг на перформанси. Овој мотор е толку моќен да може да сноси поголем терет, да сноси повеќе луѓе, товар натре во автомобилот и никогаш да не почувствувате недостиг од перформанси. Од тука па ми се јавува едно прашање. Ако се прави волку голем мотор, волку голем 1500 за разлика од другите што се 1.0, 3 цилиндри мотори, зошто е со 3 цилиндра кога потрошувачката горе доле иста со 4 цилиндри? Океј, тоа е можеби прашање за нека друга епизода, но како и да е, моторов е феноменален. Дали ви треба хибриден погон? И тука има уште едно прашање. По некое време хибридниот режим батериите ќе треба да ги освежите, да ги промените. Разликата во потрошувачка ја има, но сепак и тука троши многу малку, така да не знам, оставам на вас вие да одлучите. Сепак се 23.290 евра, хибридниот режим е нешто поскап, а имате повторна опрема која што ќе ги задоволи сите ваши потреби. Така да оставам на вас вие да одлучите околу хибрид или само бензински мотор. Останатиот дел, возењето на Yaris Cross, како што и кажа во другата епизода, можете слободно ги погледнете, ги споредите, бидејќи ние сме најпопуларниот YouTube автомобилски канал во Македонија и можете да гледате вакви интересни решенија, но исто така добри споредби, да видите многу интересни различни возила. Но, да се задржам на Yaris Cross за стандардна опрема, интересно е тоа што тука со овие 16-инчни гуми, тркала, се овозможува многу по-мека вожња за разлика од другиот Yaris кој што беше малку потврд, малку повеќе одскокнуваше. Тука веќе многу по-мека вожњата. Искрено се чувства голема разлика. Можеби изгледа многу поубаво со тие бандажи, но јас дефинитивно би одел со овој профил, бидејќи многу поудобна вожња ќе имате, особено по нашиот пат, по нашиве дупки. Дечки, тоа е тоа. Ова е стандардниот фенси шменси Yaris Cross. Направете сабскрайб. Пак ќе кажам, ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Следуваат многу други интересни возила, така да благодарение на вас имаме толку многу интересни возила. Се гледаме. Чао!